мотивација за нас се задоволни ученици, за кои училиштето представува пријатно картче, каде што тие престојуваат, каде што учат, каде што стекнуваат знаење и каде што се дружат. Покрај редовната настава, наш посебен предизвик представуваат и воннаставните активности, преку кои што учениците можат да ги развијат, да ги истакнат своите афинитети и способности и исто така уште повеќе да напредуваат во областа која што представува нивен интерес. Нашата крајна цел е всушност ученикот да биде најдобрата верзија од себе, а резултатот се разбира дека се среќни ученици кои што ја градат својата самодоверба и кои што развиваат и имаат постојана желба за напредок и за учење. Почетните оделенија создаваме стимулативна средина за учење. Користиме разновидни извори на знаења и материјали кои им се лесно достапни на учениците. Преку разновидни игри и манипулативи, визуелно ги поедноставуваме математичките проблеми, за да може учениците лесно да дојдат до решение на проблемот. Не практикуваме решавање само на рутински задачи, користиме разновидни техники и стратегии преку кои учениците можат да дојдат до исто решение на различен начин. На тој начин се создава надпреварувачки дух во учениците, а тој надпреварувачки дух ги поттикнува да се пријавуваат на надпревари по математика, како и да освојуваат награди на истите. Кај учениците кои што имаат математички способности, им даваме и дополнителни задачи предвидени за повисоките оделенија, и самото сознание на ученикот дека дошол до решение на задачата го стимулира за уште повеќе работа. Ние навистина сме горди што сме дел од училиште со долга традиција во освојувањето на највисоките награди и што припаѓаме на колектив со професионални и успешни наставници. Учениците од нашето училиште редовно учествуваат на голем број на конкурси, надпревари и освојуваат награди по сите наставни предмети. Бидејќи сме училиште со престој, со учениците од прво до четврто оделение работат тандем наставници, па сметаме дека клучот за успех на учениците покрај останатото секако и соработката помеѓу самите наставници. Наставниците соработуваат и на ниво на стручни активи, разменуваат искуства, добри практики и сето тоа резултира со високи награди и признања. За учениците кои што постигнуваат големи резултати, покажуваат интерес во одредена област, секако дека се организира и реализира додатна настава, тие уште повеќе се надградуваат и учествуваат во секции и во други наставни активности. Наставниците кои ја сакаат својата професија, најпрвин треба да ја поттикнат љубовта кон математиката. Секој наставник треба да биде креативен при подготовка и реализација на наставните содржини по математика. Часовите треба да бидат интересни и забавни за учениците, да се користат логички загадки, текстуални задачи и решавање на математички проблеми. Многу е важно да се користи и дополнителна литература, збирки задачи по математика, како и различни математички списања. Математиката може да се поврзе со секој наставен предмет, па и со ситуации од секојдневниот живот. Да се пронедат и да се решаваат проблеми онаму каде што не се лесно видливи.
За еден млад наставник е важно и постојано професионално да се усовршува, односно да посетува обуки за стекнување на вештини за развивање на математички способности кај учениците. И уште нешто, најдобриот наставник не е подобар од другите наставници, туку најдобриот наставник е најдобар за своите ученици во својата учебница. Пораката до сите жени кои што се дел од образовниот процес е прво да се сакаат себе си и да се почитуваат. Да пристапуваат со голем ентузијазам во својата професија и покрај тоа што многу работи во нашиот образовен систем треба да се подобрат. Па оваа промена нека започне токму од нас. Покрај образовната улога што ја имаме ние воспитуваме и личности. Имаме големо влијание врз нивниот целокупен развој и треба да бидеме добар пример за нашите ученици. Да бидеме горди што како жени можеме преку образованието на најмладите да учествуваме во создавањето на подобра иднина за сите нас.